Каква беше наплатата на даноците во 2020 и 2021 година? Ги посочувам овие години особено заради тоа што беа кризни години и беше многу битно да се обезбеди обезбедувањето на даноците за да може да функционира државата со средствата кои потоа се распределени за оние позиции кои беа приоритетни во тие години. Па да, мислам бевме навистина на голем тест во тој период како институција, затоа што овозможивме реализација на повеќе антикризни мерки и функционираме извесен период во криза, така да мислам дека наплатата и во 2020 и во 2021 имаше соодветен раст согласно она што значи и план и она што значи и полнење на буџет. Гледајќи го во предвид она што значи приходна страна, ние тука имаме најголемата одговорност како даночна управа и тој раст го имаме буквално секоја година и тука нема да застанеме затоа што имаме уште повисоки бројки или критериуми кои што би требало да ги исполниме. Во тој период знаеме дека имаше и соодветно нефункционирање на одредени дејности во време на корона кризата. Тоа беше транспортот, угостителството, трговијата. Имавме во предвид и тоа дека беа ставени на некаква маргина, секако заради комплетните случувања. Меѓутоа, сакам да напоменам дека во 2022 година имаме собрано 104,39 милиарди денари и тоа е она што сме го наплатиле за 16,5% повеќе во споредба со 2021 и исто така 37,3% повеќе во споредба со 2020. Секаде имаме раст, кај данокот на добивка 45,12%, кај персоналниот данок, односно данокот на личен доход 16% и 11, скоро 3% кај данокот на додадена вредност. И мислам дека тука заедно и со Министерството за финансии и со Царинската управа сме буквално на прав пат, зашто тоа е нашата задача. Не правиме, да речем, соодветни притисоци за да ја намалиме ликвидноста на кај компаниите, меѓутоа сум задоволна како прв човек на институцијата што имаме доброволно плаќање повеќе од 95% од страна на компаниите и на физичките лица. Така да тоа е за почит. Да, тоа е значи одговор и на она дека добивам впечаток дека компаниите во тој период исто чувствувале одговорности во такви услови да придонесуваат на начин што редовно ќе ги плаќаат даноците. Апсолутно, да. Ние сме тука и да ги потсетиме. Така е. И едно од потсетувањата е и онаа редовна листа на должници, која има за цел да ги поттикне и на тој начин компаниите, граѓаните да си ги плаќаат своите обврски кон државата. Редовно ја објавувате таа листа. Дали препознавате некој тренд во однос на неплаќањето на даноци? Па видете, согласно законот за даночна постапка, ние имаме обврска да објавуваме таа листа на должници по повеќе критериуми таму соодветно наведени и многу се трудевме за да дел од јавните предпријатија кои што акумулираат долгови постојано, да ги контактираме, да ги слушнеме, да ги видиме, да бараме соодветни решенија за да можеме да речеме да оствариме она кое што треба да го собереме како приход, меѓутоа и тие од друга страна пак да можат да функционираат. Таа листа на должници постојано се менува. Еднаш едни компании влегуваат, други компании излегуваат и така натаму. За почит, како податок е тоа што согласно она што значи долг по основ на ДДВ, од 2000 компании, односно 2000 должници, намалено е на 1400, односно сме го намалиле долгот за 7 милиарди, од 7 милиарди денари на 4,7 милиарди денари. Кај данокот на добивка имаме намалување на бројот на должници од 1400 на 800 и таму сега долгот е намален од 1,3 милиарди на 1,1 милиарда денари и кај данокот на личен доход имаме намалување, така што бројот на должници бил 1500, сега е 1000, а намален е долгот од 1,6 милиарди денари на 800 милиони денари, значи скоро половина. Меѓутоа овие бројки можам да кажам дека не се доволни за нас. Ние треба постојано да работиме на тоа за да имаме што помала листа на должници, да не биде таа толку обемна. И знам дека секој пат кога и да објавиме, предизвикува огромен интерес кај јавност. Имаме компании или должници кои што се неконтактибилни, па бараме соодветни решенија, ги имаме механизмите на присилна наплата, меѓутоа секој пат одиме со оние што би се рекло во наводници меки механизми за да стигнеме до онаа веќе конечна фаза кога ќе треба да правиме присилна наплата. Да. Како го оценувате повратот на ДДВ? Го спомнавте и ДДВ-то. Како тоа делува на компаниите кога
ете редовно им се враќа и во кој процент можеме да кажеме и дали сте задоволни од целиот тој процес? Јас сум задоволна, да, бидејќи роковите кои што треба да ги испочитуваме согласно законот, ние ги почитуваме максимално, осем онаму каде што има контроли кои што секако дека мора да заврши за да го вратиме повратот назад. Порано имаше една поинаква перцепција за враќањето на повратот, така што има компании кои што чекале со месеци, со години и бил соодветен механизам за најразлични други случувања. Сега сметам дека доколку ние бараме да има редовна наплата на даноците од страна на компаниите, треба да имаме и ние доблес да ги извршуваме нашите обврски. Тука имаме еден партнерски однос. Секако дека има соодветно чекање, меѓутоа сепак сме во една разумна рамка за враќање на тој поврат. И податоците се повторно, пак ќе кажам, позитивни. Извршивме поврат од 44,7 милиарди денари, односно 727 милиони евра минатата година. Ако ја споредиме оваа бројка со 2021, имаме 43,03% повеќе сме вратиле оваа година во споредба со лани, односно 72,3% па дури во однос со 2019 година. И мислам дека овој тренд мора да продолжи понатаму, затоа што тоа е еден вид и дел од оној антикризен пакет, дека редовноста на повратот ќе овозможува и развој на стопанството, ликвидност и секако дека она што значи овозможување на функционирање на сите општествени текови во државата. Кои се очекувањата овие денови треба да биде, барем така е најавено во собранието, ставена во постапка усвојувањето на данокот на екстра приходи, односно како го нарекуваат данокот на солидарност. Се одолжи малце, се правеа консултации, како помина сето тоа и какви се очекувањата од тоа ќе биде еднаш ќе биде тој едновременна мерка. Да, ќе важи за податоците, односно анализите направени во 2022 година. Ние ги доставивме податоците до Министерството за финансии, таму се црпеа сите оние податоци кои што ќе значат законско решение на данокот на екстра добивка. Повеќе од 100 фирми, значи ќе влезат во тој турнус. Имавме споредбени искуства со она што значи ваков модел во Хрватска, во Велика Британија и така натаму, Италија. Разговаравме буквално со сите оние засегнати страни. Бевме и на посебен состанок со представници од политичките партии за да го слушнеме нивното мислење. Има тука неколку критериуми, значи секоја компанија која што има над 10 милиони евра осварена добивка за 2022, односно има за 20% повисок профит во споредба со претходните 4 години. И тие ќе влезат во оваа рамка на оданочување. Ефектот ќе го видиме со тоа што дел од тие средства кои што ќе се соберат, значи ќе треба да додат во фондови кои што ќе значат спречување со криза и така натаму. Ова не значи дека ние сакаме дополнително да ги оптеретиме компаниите, туку сакаме да ја подкренеме уште повеќе она општествена одговорност која што мора да има секој чинител во рамки на општеството. На годишната конференција на владата најавивте борба против сивата економија. Најавивте мерка која се нарекува е-фактура. Што ќе донесе таа? Како ќе се спроведе? Па, навистина сум срекна и задоволна што тој проект веќе ќе го види светлото на денот, работиме интензивно, има посебна работна група со Министерството за финансии. Тоа е еден мал сегмент од борбата против сивата економија, но многу голем ќе биде за нас како даночна управа да го намалиме на даночно затајување. Тоа значи дека веќе ќе се намали просторот за било каков субјективизам и приемот, обработката и така натаму ќе оди буквално електронски. Ќе се нема можност за бирократски лавиринти, човечкиот ресурс ќе го намалиме, а врз основа на тоа ќе ги намалиме сите оние други факти кои што го развиваат на некој начин процесот на сивата економија, не само кај нас, туку генерално секаде. И со тоа што ќе се овозможи дигитализација на целите процеси. Тука ќе се намали до да речем до милиметар ќе може да ги гледаме ние оние фиктивни фактури кои што сме ги виделе многу пати во нашето работење, во нашето функционирање и мислам дека ќе застанеме на патот на многу компании кои што сметаат дека со ДДВ пријави најправен со 0, па потоа со барање на поврат и слично ќе можат повторно да влезат во овој систем. Тоа мислам дека ќе се намали максимално. Имате проекција кога отприлика би почнало тоа? Нашата тенденција е тоа да почне на 1 јануари 2024 година, така да мора максимално да работиме и да го оствариме ова. И ќе ми дозволите на крајот едно прашање врзано за вашата функција како заменик председател на СДСМ.
Во тек е реконструкцијата на владата, ќе помине тоа најверојатно. Какви се вашите очекувања во однос, дали сте оптимист во однос на уставните промени кои се навистина значајни за нашата држава во овој период во однос на евроинтеграциите? Апсолутно да. Јас во сите наврати до сега кога зборувавме за овој европски пат сум голем оптимист затоа што тоа е навистина стратешка државотворна цел која што мора да ја оствариме. Ние сме во едно општество кое што многу долго беше во чекалната и сега веќе ги имаме сите тие шанси, ги правиме сите оние процеси кои што се необходни и сметам дека сите пратеници треба да дадат шанса на овој, да речем, вистински процес. Ние немаме друга опција освен европската перспектива и мислам дека прогресивните сили, оние кои што размислуваат на вистина добро за државата, треба да ја дадат поддршката за уставните измени. Доколку тоа не се случи, ние повторно ќе се вратиме назад. Не би сакала да помислам дека нема да успее оваа приказна. Тука треба да сме сите заедно, да ги надминеме сите пречки заедно и да бидеме ветер во грб еден на друг во рамки на политичкото функционирање. Ви благодарам многу за одвоеното време и за овој интервју. Ви благодарам и вас.